Во Македонија и во светот денес се празнува 8 април, Меѓународниот ден на ромите. По тој повод во општинската сала во Гостивар се одржа прикладна свеченост на кое свој излагање имаше подпредседателот на демократските сили на ромите Кашмир Салију, кој посочи дека изминативе 46 години откако се празнува денот на ромите, поминале во битка за правата на ромите во Република Македонија. Во Гостивар сакам да ги информирам сите граѓани дека последните 4 години 8 април се слави како никогаш досега. Секогаш кога доаѓа овој ден, ја кажувам дека се слави дури повише од самата општина каде што е концентрирано ромското население, тоа е општината Шуто Оризари. Затоа сме многу благодарни, јас како советник од ромската заедница во Советот на општина Гостивар, а и сите роми граѓани во Гостивар, на градоначалникот Невзат Бејта, што има разбирање што значи овој ден за нас и што значи идентитетот, знамето, химната за еден народ. Првиот судија ром е во Гостивар. Локалните власти ромите ги чувствуваат како рамноправни граѓани. Во нивна чест, денес пред општинската зграда беше истакнато ромското знаме. Ние се разликуваме од другите општини. Пред 2 години првпат го истакнат ромската знаме, националното знаме на ромската заедница, пред општина и во градот. И со ова го разбира сите нашите граѓани во мојот град, и албанците, и турците, и македонците, дека 8 април е светскиот ден на ромската заедница. Ромската заедница денес ги празнува 46 години од првиот конгрес кој се одржал во Лондон во 1971 година. Организацијата на Обединетите нации го прогласи 8 април за светски ден на ромите. Се претпоставува дека во светот живеат 12 милиони роми, иако според некои тврдења, оваа бројка е веродостојна само за Европа. Во Македонија, ромите се малцинска етничка група. Според пописот во 2002 година, во Македонија живеат 53.879 роми или 2,66% од вкупното население. Општина Шуто Оризари е единствената општина во светот каде што мнозинство се роми, а истовремено единствена општина во светот каде официјален јазик покрај македонскиот е и ромскиот.